Поголема промоција на Крушево, немањето работа, подобрување на инфраструктурата, развој на спортот, изградба на паркинзи, поголема хигиена, решавање на проблемот со кучињата скитници. Ова беа само дел од проблемите кои што младите од Крушево јавно ги кажаа на трибината која што е дел од иницијативата од млади за млади. Проблемите и потребите на младите лично ги слушаше и актуелниот градоначалник. Иселување има? Има, да. Доста има иселување од градот, а најголемата причина е работата. Ради тоа бегаат одавде, немаат овде, ништо не работи, не функционират. Една фабрика само така, и таа не е стабилна, сезонски примаат. Така на договор сет, на одредено време, месец на месец продолжува договор. Треба да ги искористиме природните ресурси кои што ги имаме како општина и се со цел да се створат услови за да имаме појак приватен сектор. Не треба да оставаме работувањата да бидат само на сметка на администрација и држава. Младите сметаат дека потребна и поголема туристичка промоција на градот, но и секој од нив си кажа што него лично го мачи и смета дека треба да има приоритет при подобрувањето на квалитетот на животот. Да обезбедиме, да кажеме, некои турнири, спортски турнири со кои што пред се бија привлекле публиката острана, љубителите значи на спортот воопшто, а исто така мислам дека на таков начин можеме за почеток да привлечеме поголем број на туристи. Треба да се работи и на подобра организација воопшто на хигиената, на чистотата на градот, обезбедување на јавни тоалети, игри и забави, значи. Мислам дека треба повеќе вакви настани каде што можеме да си ги искажеме ние своите мислења и барања за потребите. Еве, кои се вашите лично барања и мислења? Што би, еве денеска, што би кажале? Дека кучињата скитници представуваат најголем проблем и насекаде ги има низ градот, шетаат. По мене лично би недостасува некој центар каде што можеме да се рекреираме, да направиме некој свој хоби, да ги изведуваме своите хоби, да се искажуваме твоите таленти. Целта на целиот настан е да се изготви еден документ кој што ќе биде доставен до сите политички партии, кои преку тоа ќе го слушнат гласот на младите и нивните барања ќе ги вклучат во своите програми за локалните избори. Толку потоа партиите, па идниот градоначалник, идниот состав на советот ја прифатат програмата и реализираат дел од проектите, сметаме дека ќе поттикнеме социјалниот живот, ќе поттикнеме повеќе работни места, ќе поттикнеме да се намали овој процес на иселување и крушевчани, младите од Крушево да се чувствуваат на вистина овој град како свој, во смисла на тоа да останат тука и после студиите и така натаму. Младите во Крушево се надеваат дека политичарите конечно ќе го слушнат нивниот глас, желби и потреби и дека ќе престане масовното иселување од ова место.